Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес расправаме за интерпелација на министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Но кога се зборува за одговорност, мора да зборуваме врз основа на факти, бројки и резултати, а не врз основа на политички конструкции и дневно политички потреби. Граѓаните не ги интересираат политичките спинови. Граѓаните ги интересираат дали државата е побезбедна, дали криминалците се гонат, дали корупцијата се санкционира и дали институциите конечно функционираат. Токму затоа, кога ќе ги погледнеме резултатите на Министерството за внатрешни работи за 2024, 2025 и 2026, една половина, станува јасно дека оваа интерпелација нема допирна точка со реалност. Во овој период е намален вкупниот криминал, а Бирото за јавна безбедност постигнала вкупна ефикасност од 67%. Истовремено е зголемен бројот на откриени сторители, што покажува дека полицијата не само што реагира, туку и успешно ги рачистува кривичните дела. Особено значени се резултатите во борбата против организираниот криминал. Во изминатиот период се сузбиени повеќе од 30 организирани криминални групи. Најголемиот дел од нив делувале во недозволена трговија со дрога, 6 во областа на корупцијата, 4 во кријумчарење на имигранти, а дел и во оружје, трговија со луѓе, тероризам и фалсификување пари. Ова не се статистики на институцијата која потврдила. Ова се резултати на институција која директно удира врз криминалните структури. Почитувани, во борбата против корупцијата се постигнати резултати како што одамна не се забележани. Бројот на сузбиени организирани криминални групи со корумптивно делување е зголемен за 50%. Сузбиени се 6 организирани криминални групи, а кривично се пријавени 146 физички и 18 правни лица. Тоа не се прекинати коруптивни шеми во безбедносниот сектор, енергетиката, здравството, даночниот систем и заштитата во животната средина. Откриени случаи на корупција се зголемени за над 45%. Регистрирани се околу 500 кривични дела, што представуваат раст од над 76%. А бројот на пријавени сторители е зголемен за дури 160%. Ова покажува дека денес никој не е недопирлив пред законот. Почитувани колеги, посебно внимание заслужуваат резултатите во борбата против наркокриминалот. Сузбиени се 11 организирани криминални групи, спречени се 9 меѓународни транспорти на марихуана и кокаин и откриени се 3 импровизирани лаборатории. Откриени се над 1600 кривични дела и пријавени се околу 1900 сторители. Запленети се над 6,2 тони разновидни наркотични дроги, а запленета на кокаин бележи пораст од над 300%. Особено значено е што институциите покажаа решителност и во санкционирањето на злоупотребите поврзани со производството на медицински канабис. Пријавени се 9 правни лица, а во акциите се запленети повеќе од 5,4 тони марихуана и јамници стебла канабис. Тоа е јасен доказ дека нема селективна правда. Почитувани, во областа на недозволената трговија со оружје се бележат рекордни резултати. Запленети се повеќе од 550 парчиња оружје, што представува зголемување од над 65%. Дополнително, во 2025 беа запленети над 155.000 парчиња пиротехника. Македонската полиција успешно соработува со меѓународните партнери, при што, благодарение на навремената размена на информации, беше спречен транспорт на оружје од Турција кон Македонија. Ова е пример за модерна и ефикасна безбедносна политика. Во делот на имотниот криминал, бројот на тешки кражби е намален за повеќе од 30%, додека разбойништвата и разбойничките кражби се намалени за над 40%. Тоа значи повеќе сигурност за домовите, имотот и секојдневниот живот на граѓаните. Кај насилниот криминал, бројот на убиства е намален за 4%. Но уште поважно е што Министерството успеа да расветли повеќе убиства извршени во претходните години. Во декември 2024 година
беше сузбиена една од најопасните криминални групи и беа расветлени 7 убиства, додека во 2026 година беа расветлени уште 4 убиства и 2 убиства во овој поврзани со серијски убици на подрачјето на Куманово. Почитувани, резултатите се видливи и во сообраќајната безбедност. Со воведување на системот Безбеден град од февруари 2026 година, бројот на загинати во сообраќајни несреќи е намален за 43% во споредба со истиот период од 2025 година. За само неколку месеци регистрирани се над 113.000 прекршоци, од кои повеќе од 95% се за брзо возење. Ова значи спасени човечки животи и поголема безбедност на патиштата. Почитувани колеги, интерпелацијата треба да биде инструмент за утврдување одговорност кога нема резултати. Но денес пред нас стоат бројки кои покажуваат намален криминал, поголема ефикасност, повеќе откриени сторители, повеќе сузбиени криминални групи, посилна борба против криминалот и корупцијата, рекордни заплени на дрога и оружје и поголема безбедност за граѓаните. Затоа сметам дека оваа интерпелација не е заснована на факти, туку на политичка потреба да се оспорат резултатите кои се очигледни и видливи. Најсилниот одговор на оваа интерпелација не се зборовите, туку резултатите. Ви благодарам. Јас ви благодарам. Продолжуваме понатаму. Следен за збор е пријавен пратеникот Борислав Крмов. Повелете.